почитувани екселенции и представници на дипломатскиот кор, почитувани колеги, почитувани гости, почитувани нови полициски службеници, дами и господа. Пред да почнам со официјалниот дел од говорот, сакам да ви се заблагодарам заради тоа што чувството да ја чуеш македонската химна од оваков голем број на патриоти кои си ја сакаат Македонија, морам да ви признаам дека е фантастично. Ви благодарам многу за тоа. Би сакал на самиот почеток на сите вас, почитувани млади колеги, а се разбира и на сите ваши блиски пријатели, кои што денеска се тука заедно со вас, да ви го честитам успешното завршување на еден дел од вашиот живот во однос на обуката која што имавте овде, како и така да ви го честитам исто така она кое што следува од аспект на професионален живот, а е пред вас. Ве очекува една нова етапа во вашиот живот, која што ќе биде многу битна како за Министерството за внатрешни работи, како за македонските граѓани, така и за Македонија. Јас нема да се задржам на оценувањето на вашиот пат од кандидати за полициски службеници до ова што денес официјално станувате, а тоа е помлади полициски службеници, дотолку повеќе што е општо познато дека селективните процеси, како и процесот на модуларна едукација, се навистина сериозни, ригорозни и примерно бараат посветеност на дополнета со соодветни ментални и физички предиспозиции на секој од кандидатите. Повеќе сакам да посветам внимание на патот што од денес па натаму професионално ве чека во рамки на разни организацијски единици во работењето на Министерството. Најпрво би ви порачал секој пат да имате на ум дека секој еден од вас е креатор на сопствената среќа. И во таа смисла никогаш да не отстапите ни за милиметар од максимата дека само вашиот успех никогаш ниту зависел, ниту може да зависи од друг, туку зависи само од вас. Вашиот успех може и нужно треба да зависи само и само од вашата стручност, одговорност, кооперативност, добра волја, од сите такви и слични доблести што не прават луѓе солидарни, сочувствителни, добронамерни. При тоа, тргнувајќи од фундаменталното начало на професијата која што сте ја одбрале за живот, а тоа е легализмот и владењето на правото. Принцип без чие што целосно почитување воопшто не е возможно да се случат, да се служат и да се заштитуваат граѓаните. Оние заради кои што воопшто и постојат институциите, вклучително и полицијата. Имајте на ум дека секоја добра промена на подобро, почнува од поединецот, од неговиот светоглед, поведение и дејствување, а не обратно. Секако говорам за интегритетот, кој што е суштинска спротивност од подмитливоста или подкупливоста, од лицемерието, од непочитувањето на законите или од селективната правда. Вие како млади луѓе, пред кои што е иднината, имате право, можност, одговорност и секако обврска, секој во својот домен на способности и афинитети да даде свој придонес за подобра и по-просперитетна заедничка иднина. Ви посакувам да бидете непоколебливи во безусловното исполнување на нормираните должности и етичките вредности потврдени низ традицијата и обстојувањето на нашиот народ. Впрочем, вам треба да ви биде јасно дека граѓаните токму тоа и го очекуваат од вас, но и од сите нас. Македонската полиција мора да создаде потенцијал, пред се човечки, како што сте и вие, за натамошно справување со сите предизвици и закани во име на
целосното воспоставување на современи демократски и професионални стандарди на работење за етаблирање на полицијата како сервис на граѓаните, како столб на владење на правото во Македонија. Оттаму, дозволете ми на крајот уште еднаш, честитајќи ви го постигнатиот резултат во текот на напорната обука, кој што еве денес се кронисува со ваше официјално влегување во системот на Министерството за внатрешни работи, да ви посакам успех во животот, како личен, така и на професионален план. Да сте живи и здрави, да ни е вечна Македонија.